Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Театарот кој го прават СДСМ, Лидија Димова, Љупчо Николовски, Зоран Заев е само со една и единствена цел, а тоа е да се дефокусира јавноста од криминалот кој е сторен во Националната агенција. Оваа смешна препирка низ медиумите, дали Лидија Димова ќе си даде оставка или не, дали владата ќе ја разреши или не, е само театар за граѓаните, да мислат дека оваа влада е честна и одговорна. Не, ниту е одговорна, ниту пак е честна. Оваа влада е се, само не е честна и одговорна. Лидија Димова влезе во низа од скандали кои достигнуваат огромни суми на пари, а сепак нема ниту еден отворен случај, ниту од јавното обвинителство, ниту е повикана да се сослуша, ниту ништо. Најпрвин, може би едно од најсериозните сведоштва до сега, одвработени во Националната агенција, над 20.000 евра пари се извадени од благајната на Националната агенција со факсимил на Лидија Димова без покритие. Почитувани, овде има сериозен сомнеж за кривично дело, вклучително што ова сведоштво е доволен показател за јавното обвинителство и другите институции да влезат во Националната агенција и тој што сторил одреден криминал, доколку сторил, да одговара. Потоа, набавка на 2 луксузни возила во вредност од над 100.000 евра. Доделување проекти за медиумска писменост и други на фризерница во вредност од 270.000 евра. Доделување проект на брат на пратеник на СДСМ за дресура на магариња во вредност од над 83.000 евра. Доделување проект на истиот брат на пратеникот од СДСМ за едукација за избор на сирење во вредност од над 125.000 евра. Ова се неколку скандали во вредност од неколку стотици илјади евра. Кој ли знае уште колку вакви скандали ќе излегуваат на површина? Дополнително, се уште сметаме дека Лидија Димова треба да си даде оставка веднаш, а пред тоа да ги објави транспарентно сите документи за спорните проекти за кои што има сомнеж во јавноста. Почитувани, ова е најкриминалната влада што може да постои. Ова е се, само не е влада која работи според европските вредности. Благодарам, има 2 прашања кои што пристигнаат до прес-центарот на ВМРО ДПМН. Првото прашање од телевизија Алсат: премиерот Заев инсистира собранието да ја разгледа можноста за пратениците кои имаат одлука за изолација да можат да гласаат од дома. Дали евентуално е можно да промени ВМРО ДПМН став? Не за онлайн седници, но само се овозможи гласање онлайн за пратениците кои имаат одлука за изолација. Морам да бидам краток и јасен, уште еднаш да потенцирам. Ставот на ВМРО ДПМН е по ова прашање е јасен. Уставот не дозволува онлайн седници, туку јасно е според Уставот, според деловникот на работа на собранието и така натака, како треба да заседава собранието. Односно, собранието може да заседава доколку половина од мнозинството, половина од вкупниот број на пратеници, односно мнозинството е присутно на седницата. Второ прашање, Македонска радиотелевизија: додека бугарскиот претседател Радев вели нема компромис со историјата и јазикот, Заев не размислува на опција Б и оптимист дека комисиите ќе најдат решение. Коментарот ВМРО ДПМН. И тука имавме веќе коментари и став од пред неколку дена, каде што исто одговоривме на прашање на медиумите. Ние ќе следиме ситуацијата како ќе се развива дополнително, но од она кое што можеме да го забележиме, да го нотираме уште еднаш, е дека Зоран Заев дрско ги лажеше граѓаните на Република Македонија. Најпрво велеше дека се затворени сите прашања на надворешен план, сега гледаме дека не се затворени, тоа биле само негови лаги кои што ги сервирал на граѓаните за да го прикрие својот неуспех и неспособност. Доколку има било каква блокада, согласно односно спротивно на она што го кажуваше Зоран Заев дека сите прашања на надворешен план се затворени, а гледаме дека не биле како што тоа он го велеше, тоа ќе биде единствен неуспех на владата на СДСМ и лично на Зоран Заев. Но уште еднаш ќе потенцирам дека ќе следиме ситуацијата како ќе се развива и ќе можеме понатака да коментираме дополнително. Благодарам.